الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Ебу Давуд рахимахуллаху таала во својот сунен забележува хадис од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем дека рекол: навистина среќен е оној кој е сочуван од фитне и од искушенија. Па овдека многу искрени верници кои се грижат за себе, кои се грижат за својот уммет, се прашуваат кои се тие прави верници кои ја постигнуваат оваа среќа. Како човек може да го достигне ова големо добро за кое не извести Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем? А по среќа се мисли среќа и на дуња, а посебно на ахирет. И како да бидеме од оние кои се заштитени од овие искушенија и од ова фитна? Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем вели: еддинун насиха. Навистина, верата е искрен совет. Го прашале асхабите за кого, о Аллахов пратенику? Рекол алейхи салату вассалам: за возвишениот Аллах, за неговата книга, за неговиот пратеник, за водачите на муслиманите, а и за обичните муслимани. Затоа во ова прилика ќе се подсетиме за некои важни точки, големи насоки и темели како човек да се заштити од фитна и искушение према Аллаховата книга и суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Едно од најважните работи за човек да се заштити од вакви нереди и искушенија е богобојазливоста. Искреното плашење од возвишениот Аллах Азза ва Џел и тајно и јавно. Велит Аллах субханаху ва таала: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. А оној кој се плаши од возвишениот Аллах, тој ќе му даде излез од секоја ситуација и ќе го снабди од каде што и не се надева. Па зборовите на возвишениот Аллах Азза ва Џел ќе му даде излез од секоја ситуација, значи излез од секој фитне, излез од секој искушение и од секоја неволја. Но шартот е плашење и богобојазливост од возвишениот Аллах Азза ва Џел, која богобојазливост има најдобри последици и сигурно има добар крај и добар исход. Кога во времето на табиините се појавила голема фитна, група на искрени верници отишле кај Талқ ибн Хабиб рахимахуллах и му рекле: се појави голема фитна, се појави голем неред, па како да се заштитиме од неа? Па му рекол Талқ рахимахуллах: заштитете се од овие искушенија и нереди со богобојазливост. Па го прашале: опиши ни ја накратко што е тоа богобојазливост? Што значи богобојазливост? Па рекол Талқ ибн Хабиб рахимахуллах: богобојазливост е да му се покоруваш на Аллах субханаху ва таала врз основа на знаење, надевајќи се на неговата милост, и да се чуваш од непокорност кон Аллах субханаху ва таала
врз основа на знаење, плашејќи се од неговата казна. Ове е суштината на богобојазливоста. Да го извршуваш она што Аллах Азза ва Джелле ти го нареди, со знаење, со доказ, надевајќи се на неговата награда и да се оддалечиш од оне што Аллах Азза ва Джелле го имат забрането, плашејќи се од неговата казна. Од овде гледаме дека богобојазливоста не е само празно изговарање со јазик дека се плаши човекот од возвишениот Аллах Азза ва Джел. И не е празно тврдење, туку е цврсто верување со срце, убеденост и работа со своите дела, со чинење на оне што е наредено и оддалечување од она што е забрането. Па овие луѓе, вакви богобојазни луѓе, се оние кои Аллах Азза ва Джелле ке ги сочува од искушенија, од неред и од разни фитни. Еден од важните исто така принципи за заштита од искушенија и од нереди е цврсто придржување кон Аллаховата книга и суннетот на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па кој ќе се придржува за Кур'ан и за суннетот на неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, сигурно ќе биде упатен на правиот пат, за кој секој нормален верник бара во неговиот живот да стигне до тој пат кој го носи до Аллахово задоволство. Никој од нас не може да постигне Аллахово задоволство се додека не биде на правиот пат со кој тој е задоволен. А не може да биде на правиот пат се додека цврсто не се држи до Куран и Суннет. Само овие извори се онаа причина која човека го држи на правиот пат со кој возвишениот Аллах Азза ва Джелле е задоволен. Затоа Малик ибн Енес рахимахуллах рекол суннетот од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем е како бродот на Нух алейхи салату вассалам. Кој ќе се качи на него, ќе се спаси. А кој ќе го остави, ќе го одбие тој брод, тој ќе биде уништен и ќе се удави. Што значи кој цврсто ќе го држи суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем, тој ќе успее. А кој ќе го остави суннетот за неговиот грб, тој ќе пропане и на дуња, а посебно на ахират. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем рекол: оној од вас кој ќе живее после мене, ќе види многу разидувања, многу фитнија, многу искушенија. Но кој е лекот? Велит алейхи салату вассалам: затоа држете се до мојот суннет. И суннетот на праведните упатени халифи после мене, од Ебу Бекр, Умер, Осман и Али, ради Аллаху таала анхум аджмаин. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васеллем ни извести овде дека после неговата смрт ќе има искушенија и раздори неред све до судниот ден. Но кој е упатството негово? Кој е лекот за ова работа? Цврсто држење на неговиот суннет. Суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васеллем и суннетот на неговите праведни халифи после него. Велит алейхи салату вассалам во продолжение: цврсто придржувајте се за овој суннет. Држете се за него со сета сила и чувајте се од новововедените работи во верата, зашто секоја новововедена работа е бидат, а секој бидат е заблуда, а секоја заблуда води кон џехенемскиот оган, валијазу биллах. Исто така од работите кои се причина за заштита од фитне и од неред е оддалечување од избрзаност, од брзање, од непромислени постапки. Борцаш во секоја работа без да размислиш.
Ове исто така од големите причини за раздор и за падвење во фитне. Абдулла бин Месуд ради Аллаху анху рекол: ке дојдат времиња на нејасни и збунувачки работи. Затоа придржувајте се до смиреноста и стрпливоста. Тоест, немојте да брзате во секоја работа. На вистина, подобро е да биде следбеник во добро, него да бидеш водич во зло. Подобро да биде некој да следиш на некого, ама да си на хајр и на добро, отколку да си онја кој некој го следи него, а уствари си на зло и во лошо. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: на вистина меѓу луѓето има и такви што се врати за секој хајр и добро, а катанци за злото. И на вистина меѓу луѓето има и такви што се клучеви на злото, а катанци на доброто. Па благо на оној преку кого Аллах азза ва джелле ке направи да се отворат вратите на доброто, а тешко на оној преку кого Аллах азза ва джелле ке направи да се отворат вратите на злото. Значи, блазен на оној кој Аллах азза ва джелле ке го направи да биде пример за хајр и добро, ке биде пример за следење на Куран и Суннет, и ке биде пример за чисти ибадет кон возвишениот Аллах азза ва джел. И ова е најголемата причина за заштита од фитна и од нереди. Од другите работи е враќање кај искрените и учените луѓе. Најголемиот раздор што се прави помеѓу муслиманите е тоа што секој си зема право да зборува за Аллахова вера и секој си дава фетви по своји страсти и прохтеви. Но оне што е исправно и на што ни насочи Аллаховата книга и неговиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, секоја работа да ја враќаме на Кур'ан и на Суннет и оние кои го следат Кур'ан и Суннет. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни упати на неговата вера, да ни даде искреност, да ни олесни постот и ночните намази, и го молиме на Аллах субхана ва таала да ни соедини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва салаллаху ва салlam ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.